ми се кажа треба да отидам во Менкова колеба. Али тој ден, управо таа вечер, беше многу време лошо. Значи, држдот падаше као да си плуваше од кабел. Јас појдов по оваа иста улица, сега што се вика 11. октомври, нагоре, а тога се викаше Велешки сопак, по него, на половин пат ме сретна еден другар, кој го јас познавав из видење, али тој знал за мене и ми рече, чекај Косто, да те прашам нешто. Дека си пошол, викам, до брата ми горе, нешто имам работа. Што ми лажеш, вика, до брата ти, јас знам, кај одиш? Тоа беше Томко Димков. И он рече, ај ќе појдеме со мене дома, да земам ја нешто и ја идам таму. Кога дојдовме на патот, близо до колиба, свртивме по патот, али никој не се јави, а ноќ е темна, не се видише уопште колиба. Кои сте вие? Се кажавме, кои сме, влезуваме во колиба затечешме још едно 5-6 души. И чекавме тука, после едно известно време, дојде и командирот на одредот Боро Менков, sa još 3-4 donesova oružje. U toj moment, pričekajući drugarot komisara Pero Čiču, u koliba se nađe sa 17 duši. Da ги именуваме Дејан Алексиć, Боро Менков, Pero Čičo, Киро Бурнас, Моморозница, Томко Димков, Наце Буѓонин, Бојан Сикиравски, Бојан Милков, Јевица Кипрам, Магдалена Антева, Коста Јовчевски, Благој Костов Петковски, Pero Менков, Славко Ѓорѓиевски, Самарџија, Али Риза Јусупи, Бајрам Шабани, Живко Петак, курир на командантот на Дејан Алексиć и Санде Бузо. Со доаѓање на другарот Pero Čičo, само влизање во колива, а тој е бил во Скопје с окружни комитет там да се договори нешто и со самото доаѓање рече, ние сме преданени другари, али смело напред мораме да идеме.